Му велам на Јосиф, вистина е ова како враќање дома и чинам дека многумина го препознавате секако прашање одговори со Јосиф. Тоа беше една мощна и убава и добро прифатена рубрика која што беше дел од нашата програмска понуда на утринска Ателма. Барем така и тој и јас си ветивме дека сигурно од време на време ќе се гледаме, ама најубаво е кога го гледате успехот во туги раце како се развива и апсолутно мислам дека нема ништо поубаво кога со насмевка на лице ќе му честитате и кога гледате дека човек пред вас еволуира на секаков начин. Прво ми е мој личен пријател, долгогодишен работник и вистина можам да кажам дека е еден од оние луѓе кои што си прават не само за себе и својата заедница блиска, туку и за нашата колективна заедница во Македонија големи промени околу фитнес и велнес индустријата. Тој и неговата сопруга дефинитивно мислам дека имаат уште многу прагматични своји визии за воиднината, ама еве, драго ми е што по оној инаугуративен настан кој што беше минатата година, да го адаптираат ова сценарио за да може тој денес пред вас да го најави првиот форум за фитнес и велнес во Скопје во Македонија. Добре дојде дома. Добре дојде дома. Добре ме најдов, да, баш си освежив мемории, Марко. Како рече, throwback, а? Throwback, да. И баш ми е пријатно, пошто колку мислам дека нешто близу 3 години секоја недела доаѓав на прашања и одговори со Јосиф. Без исклучок, без компромис, тебе ти беше ова баш втор дом работен покрај сите обврски кои што ги имаше. Баш пребројував, утрово се вратив, викам чека да видам колку беа, значи има близу 900 прашања. Вистина. Во тие 3 години, да, одговорено, да и јас се фрапирав, пошто знаеш некојаш која си во процесот и во работата забораваш да се навратиш наназад да видиш што се случило уствари. Не се ни собдам. Ако кога веќе го говориш процесот, никој пат не мислев во минатото, нели кога би се вратил речиси 10 години кога ја додав во Телма, дека денеска ќе имам проблем со мојата меморија, фотомеморија некој пат, кој се дошол во студиото. Така што веројатно и ти и јас ката дневно имаме премногу веројатно луѓе на кои што им ја нудиме нашата платформа, бидејќи за тоа сме тука. Ги викаме луѓето кои што сакаат и имаат нешто нели да раскажат, да кажат, а и да направат некакви промени. Прво ќе ти честитам, знам дека на некој начин твоето транзитирање од Телма, иако во тој период нели се создаде идејата за подкастот твој, морам да признам дека ми е еден од ќе ти излажам ако кажам дека ги следам со оглед на премногу нели и работа со Телма и другите врски, ама сум фатил мигови и драго ми е што оваа наша заедница доби и своевидно нова форма каде што овие луѓе збориме за онаа медицинска експертиза, па и спортска и велнес експертиза и луѓе кои што се креатори имаат простор и место да разговараат со тебе. Да. И фала ти мислам за сите епитети и дефинитивно мислам си продолжив нели во друг формат. Али повторно со истата мисија, со истата порака и овој пат нели во Телма прашање и одговори беше со one man show, со еден човек кој што одговара. Сега сме нели екипа и ми е знаеш доста и јас многу учам од тие луѓе кои што ми се соговорници кои што доаѓаат и еве колку веќе 35-6 и таму видна епизоди. Да, супер. Така денес ова цела екипа ти е некако добро позната, ама драго ми е што еве ќе можеме токму од ова студио кое што беше своевремено нели и дел од твојата рубрика да можеме да споделиме за првиот форум. Вистина ти се радувам, значи баш како што кажав, убаво е човек кој така си сведок на нешто убаво еволуирање. Прво ќе те прашам, јас искрено не знаев дека воопшто постои асоциација за рекреација и велнес. Ова се основа кога? Веднаш по пандемијата, не знам се кога тој тука види иницијативата беше околу пандемијата, затоа што знаеш баш во пандемијата излегува на површина сите недостатоци кои што ги има секторот. Знаеш, секторот се сретна со тоа дека беше првиот затворен сектор и индустрија. Да, практично во една сива зона, мислам дека беше и беше последен отворен, затоа што нели луѓе као се задишуваат и има висок ризик за пренос на вирусот, но од друга страна создаваше фрустрација ради тоа што знаеш фитнес и велнес индустријата напротив создава здрави нации, растеретува здравствени системи, одложува болести и така натаму и еве и на ниво на нели Europe Active и тоа е најголемото тело во Европска унија. Најбавата непрофитна организација која што е меѓу другото Europe Active за фитнес и спорт. Они го земаа да кажам тоа водство да
зборуваат за ова и да на креаторите на политиките да им и на здравствените системи им го доближат повеќе фитнесот и велнесот, затоа што знаеш некако од минатите децении тоа е перцепцијата можеби на тие луѓе дека нели фитнес, велнес е чисто повеќе луксус, рекреација, нели некакво можеби за многу leisure activities што ги викаат во западниве земји и сето тоа сакаме да се смени. Од друга страна, како држава доста каскаме во делот на стандарди, во делот на сива економија, па да не зборувам, значи толку многу се работи под радарот, толку многу има кеш и системот не ги препознава практично фитнес центрите и студијата, затоа и не добија никаква помош. И од друга страна, во државава не постои ланец на фитнес центри. Постои во Бугарија, постои во Косово, постои која што би се мултиплицирала. Во Србија, да, домашна, локална, не зборуваме за од страна да дојде. И тоа укажува дека треба да се направат промени. Законот за спорт не препознава рекреативен дел, рекреативен спорт, значи секој фитнес центар или има опција да се регистрира како спортски клуб или толку. И знаеш, има многу небулози, затоа што голем дел од тие луѓе кои што одат во фитнес центри, во студија за групни активности, јога, пилатеси и така натаму, тоа не се луѓе кои што имаат надпреварувачки амбиции. Тоа се рекреативци кои што си вежбаат за себе и затоа еве асоциацијата е со некои такви цели, да помогне во подигнување на стандардите, да се променат законски решенија, да се едуцираат нели сите луѓе, чинители во индустријава, во смисла тренери да добијат многу подобра едукација, менаџерите на фитнес центрите да добијат повеќе бизнис едукација и експертиза и на крај на денот да крајните корисници, граѓаните, да имаат многу подобри услови и да бидат што помасовно активни. Именно, добро, јас се сеќавам дека и создавањето на FitKit беше една исто така убава алка во целиот тој мозаик на создавање на и доста порасна и еве почнавме во Атина исто оперира FitKit. Да, од октомври отворивме компанија во Грција. Создаваш инфраструктура. Да, и 25-так е изгледно е веќе дека ќе се случува и во Србија. Значи, така да ја го гледам тоа како регионална приказна. Да, бидејќи повторно ќе кажеме, FitKit е баш една можеби од најатрактивните алатки кога станува збор за еве што велиш сите тие спортски медитативни физички техники како што се јога, нели дали тоа ќе биде не знам некакви порекреативни спортови, дали ќе биде нели кросфит, што и да се вие нели на FitKit. Бидејќи споменавме нели околу самата таа сива зона и економија која што се случува во светот за жал на фитнес и велнес индустријата, чинам дека асоциацијата можеби ќе постави некакви постулати или овој прв форум кој што го правите, меѓу другото ќе за здравје фитнес ќе биде баш некој почеток на градење на нови темели, така што ќе ги поканиме. Ти ми велиш дека сега се ова последни шанси за early bird цени за билетите на 22 мај, чинам дека во Хилтон, така? Да, 22 мај во хотел, во Мериот. Пардон, во Мериот е настанот. Нели цените за раните влезници се до 30 април. Онлайн може да се набават, купат, така? Да се набават и настанот генерално ние очекуваме дека ќе стигнеме до бројка од 200 посетители, ќе имаме и делегации од Србија, од Бугарија, бидејќи тоа се исто асоциации од кои што ние сакаме да учиме, сакаме да се поврземе пошто се многу постари и имаат што да ни пренесат знаење, така да и самите гости, значи Јана од Чешка, она е председател на Чешката асоциација. Чешка во моментов е најдобриот пример во Европа како се обединува мултисекторски медицина, креатори на политики, фитнес сектор, образование и ќе го пренесе еве тоа како они успеваат. Јана и стана и член на советот на World Active, тоа е на светско ниво, значи на телото. Ќе биде на настанот. Ќе има свој, нели, од 40 на минути keynote. Ќе имаме, значи, гости двајца од Србија, тоа се ортопед, хирург, кој што е професор на факултет за физичко образование. Ќе имаме еден од најдобрите во регионов кондициони тренери,
исто од Србија и професор на факултет. Ке имаме од Бугарија ќе ни дојде Катја, она е дел од Athletic Fitness, он има 12 центри ширум, фитнес центри огромни во Бугарија и она е човекот задолжен за маркетинг и продажба и да пренесе искуства затоа што не достига тоа во Македонија за менаџерите и луѓето кои што ги водат центрите, да се едуцираат. Значи, има една од UK интернационална имаме, од Велика Британија дечко кој што исто работи и во Лондон и во Бугарија. Корективен фитнес, има клиника своја за опоравување од повреди, значи ќе пренесува искуство. Од Турција ќе имаме исто гости и од Македонија двајца ќе имаме. Тоа се кардиохирургот Александар Колев. Браво. Од универзитетска клиника, он ќе зборува за препознавање на аномалии срцеви кај физички активни луѓе, затоа што и тоа мора човек да го мисли. И ќе биде доктор Виолета Николов, она е гинеколог, ќе зборува за женско здравје и физичка активност. Така да имаме доста широка опфатност. Да. Знаеш што ми се допаѓа сега кога те слушам за присуството на овие говорници, практично така ќе биде како една панел дискусија, така ќе си има интеракција. Не, сите од нив ќе имаат свој keynote сесии. Сериозно, како што велиш, како по 3-40 минути отприлика. Од Катја до сите што велиш по 3-40 минути и меѓу другото со посетители кои што нели ќе може да си ги набават билетите. Знаеш што ми се допаѓа? Веројатно тоа што хајде сега овие нови навики, она што можеби го упатувам како забелешка во Министерството за образование, нели МОН и така натаму, оние кои што работат на таа нова инфраструктура на образованието кај децата, е тоа што освен часовите по физичка активност кои што ги имаме еднаш два пати неделно, не знам зашто, меѓутоа мислам дека овие работи ќе придонесат, се надам, во таа нова стратегија цивилизацијска задача која што ќе има земјава, практично да не се дели фитнесот со медицината. Мислам дека треба да кохезираат и мислам дека треба да биде како предмет вклучен во наставата. И ова мислам дека е едно доближување каде што медицината и фитнес и велнес индустријата кохезираат во едно. Абсолютно. Не знам зашто ги одвојуваме секој пат работи. Да, кога се случува некаква спортска физичка травма на човековото тело, ние одиме на рехабилитација. И тоа е некаква активност која што знаеме дека без тоа не може телото да се врати во првобитна состојба. Меѓутоа збориме за долгорочност како тие треба да кохезираат медицина и фитнес велнес индустрија. Не да бидат како гранки одвоени постојано. Апсолутно. Види, и Think Active има една нова иницијатива после пандемијата, исто на Europe Active, која што зборува и таму се вклучени 20 еминентни имиња професори на европски универзитети и они зборуваат токму за тоа дека треба докторите да почнат да препишуваат физичка активност. И тоа конкретно, нели, за таа и таа диагноза треба не знам, овие типови на активности да се практикуваат. Затоа што види, срцеви заболувања, диабет, рак, алцхаймер, тоа се нели четирите болести кои што за жал се ставаат голем товар на фондовите за здравство. Тоа се огромни суми на пари годишно, трилиони и трилиони кои што светските економии ги трошат за да нели се справуваат со тие болести. Ако ги земеш гојазност и диабет, ако ги собереш по број на колку луѓе страдаат од овие две состојби, тоа би било најголемата држава во светот. Луѓе кои што имаат диабет и гојазност заедно. Значи, некаде околу близу 2,5 милиарди луѓе од светската популација, замислете. Имаат или диабет или гојазност. И тоа се сериозни статистики и тоа се огромен товар на здравствените системи. А да не забораваме дека за жал колку и да сепак нели велиме чека ние можеби да се споредуваме со други земји не пример затоа што сме неприметно, односно непријатно, затоа што сме нација која што има помалку нели популација. Не се, половина од нацијата се уште за жал страда, што велиш ти со овие здравствени проблеми. Да, види. Гојазноста е секојдневен проблем. Земјите во развој, особено, знаеш, ајде не си изразам, нели, сиромашните земји, но земјите во развој имаат тенденција така? Експоненцијално расте бројот на овие заболувања, затоа што, знаеш, ти за да со буџетот кој што го имаш за да се прехраниш, нема да избираш многу квалитетни продукти. Така е. Туку ќе избираш нешто за да наполниш стомахот, нели? Нема да ги гледаш квалитетот на калориите. Физички активен најверојатно нема да бидеш и да не зборуваме за пушење.
Значи, Во многу сите луѓе овие категории пушат кај сме нас и ајде и тие што повеќе од дури и тие половина. што не пушат сега не имаат избор да не бидат изложени на чат затоа што нели законот се измеша и едноставно сега кај да Практично сме сите отидеш пасивни пушачи. си изложен на пушење. Така да треба и како кај нас да размислуваме за тоа. Па тоа ми се допаѓа дека ја синергијата и кохезијата ја правите токму на овој прв форум за здравје и фитнес, тоа што ќе имате медицинска експертиза вклучено со и наши, како што кажав, фитнес мајстори, оние луѓе кои што се нели во самиот бизнис. Така што ќе биде цел ден, ќе биде нема ќе биде баш премиерен ден што се вели, за да има прилика сите да ги набават билетите, рековме онлайн, така? Онлайн, да, онлайн може да се набават билетите и има, мислам на northmacedoniaactive.mk има информации на нашите социјални канали, Instagram, Facebook, LinkedIn. А ако те прашам, зошто е пред да ги вклучиме секако следните новини во утринска антилма, некаде конкретно, зошто се уште се наоѓа да речеме овој сектор во таа сива зона како да им е удобно можеби на многумина, а како што кажавме, недостатоците ги забележавме, направивме некаква еволуација во текот на пандемијата, па веројатно тука е нели создавањето на асоциацијата. Ако види, зошто има многу фактори, ама мене лично ако ме прашаш, кој е моето мислење? Затоа што чинителите во овој сектор, знаеш, некако се уште нашиот менталитет е да се задоволуваме со малку. Имам одреден број на клиенти и знаеш, се задоволуваме со трошките. Се задоволуваме со, нели, нема да станам деде во обврзник, ќе го избегавам тој момент пошто ќе ми се земе од ова што го имам. А тоа е многу малку. Знаеш, потенцијалите се големи и затоа јас еве и на овој форум сакам да бидат присутни луѓе кои што направиле големи успешни бизнис приказни во фитнес индустријата и тоа у регионов Србија и Бугарија зборуваме. А ќе прашам која земја можеби од регионот од земјите од Западен Балкан има добро развиена стратегија со асоциација? Види, Србија има 18 години нивниот сојуз, се супер развиени, во Србија веќе има 3 сериозни ланци, локални, зборувам, собственици се срби на фитнес центри. Бугарија е исто така одлична, атлетик фитнес, пулс, тоа се исто така сериозни ланци, има сериозен сектор и индустрија, знаеш, кога ќе ја потегне нели ногата и играта, како домино ефект, и кога ќе видиш ти успешна приказна тука на твое тло, онда се инспирираш и се охрабруваш да инвестираш, да ги подобриш условите, да земеш поголем објект, да едноставно да растеш, да се дигитализираш. Ни фалат такви детали во секојдневното работење и оперирање на давателите на услуги, за да може да уште поголем импакт и влијание да направи и самите чинители во секторот, а и за нив ќе биде многу по ревносно и плодно. Затоа што на крај на денот сите тие луѓе сакаат да живеат од тоа. Имено. Ми се допаѓа целова архитектура што ја создавате, така што ќе ги поканиме сите во моментот кој што сте на Телма телевизија да си појдете целодневна премиерна изгледба на наши познати медицински лица, како што кажа Јосиф, и од интернационална можеби сцена, оние луѓе кои што се влезени нели во секторот на велнес и фитнес индустријата. Само да потсетам на која веб страница можат да ги набават билетите. northmacedoniaactive.mk. Така што уште веднаш по промотивни цени за да ги набавите до крајот на овој месец април. Ке се видиме за скоро, уште еднаш честитки јавно и за приновата до сопругата Тања. Знам дека ќе ја уживате вистински и оваа нова епоха и фаза. Па ќе ви дојде следен пат. Па за скоро ја сметам на неја за да направиме некое добро гезме и да говориме секако и за незините активности кои што ги има. Ми беше драго да те видам. Фала ти, Мрко.